Во извештајот за телефонската комуникација на синот на газдата на дискотеката на смртта Пулс од Кочани, Михаел Јованов, обелоденети неодамна од свиркачи, а објавени во истражувањето на ИРЛ, освен комуникацијата со УЈП, Државниот пазарен инспекторат и полицијата, според најновите информации кои ги објавува Плюс Инфо, било изоставено дека во тие комуникации не биле спомнати звучни имиња на екс-функционери. Како што пишува Плюс Инфо, во една од комуникациите од 17 февруари 2022 година, синот на газдата на дискотеката се јавува кај известна Бојана, за да информира дека Оливер Спасовски, тогашен министер за внатрешни работи, се јавувал во штипската полиција, за да ургира за проблемите кои на дискотеката им ги правеле од кочанската полиција и да побара да не им се прават толку контроли. Спасовски негира, тој за Канал 5 вели: "Ги демантирам наводите и ги отфрлам како целосна невистина. Никогаш не се случило да се јавам за да нема контрола, а фактот што контроли имало на секаде е најголема потврда за тоа. Овие манипулации се очајнички обид на ВМРО ДПМН за последна злоупотреба на трагедијата во Кочани за политички цели пред изборите, откако јавноста дозна дека токму функционери на ВМРО ДПМН од сите ешалони биле инфолвирани во случајот." Во понатамошната комуникација од 28 јуни 2023, која се обелоденува, се спомнуваат и тогашната директорка на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска, во контекст дека откако му било јавено на синот на газдата дека директор на УЈП сакал да пломбира дискотеката, синот на газдата одговорил дека тој стигнал и до Лукаревска за да го реши проблемот. За ова Лукаревска за Канал 5 вели: "Со лицата кои се споменуваат, ниту ги познавам, ниту сум имала било каква комуникација. Согласно законските надлежности, постапувано е непристрасно, објективно и навремено, зашто доказ се изречените глоби и забраната за вршење на дејност, како и останатите процедури, согласно даночните прописи." Инаку од јавното обвинителство веќе се имаат изјаснето дека оваа телефонска комуникација ја имаат во целост и дека е дел од доказниот материјал по која се постапува и се вршат проверки. Но во сегашното обвинение, кое е за тешки дела против општата сигурност, не е вклучена како доказ, туку се вршат проверки во контекст на евентуални коруптивни и други кривични дела на поединци.